Јас не сакам востание со луѓе кои што ќе ме напуштат при првиот неуспех. Јас сакам револуција со храбри кадарни луѓе кои што може да го издржат сиот товар на една долготрајна битка, каква заради жестокоста на политиката е и оваа денес. Ова е изјава на Гоце Делчев која што е запишана во аналите пред повеќе од еден век, која што и денес во 21. век е актуелна за Македонија и е мотивирачка за сите нас следбеници, која што не обврзува да ја градиме нашата држава и безпоштедно да се вложиме во развојот и просперитетот на нашата држава, на зацртаниот пат на нашата држава за влезот во европското семејство. Денес сме овде пред споменикот на апостолот на македонската револуционерна борба да се поклониме и достоинствено да дадеме почит кон неговиот лик и дело. Сите ние кои што го почитуваме ликот и делото на нашиот револуционер Гоце Делчев и протежираме неговите идеи и го градиме нашиот град да биде достоен носител на неговото име. Гоце Делчев е револуционер кој што обединува, а не разединува. Гоце Делчев е лик од кој што сите ние треба да учиме како да ја сакаме и како да ја градиме нашата општина и нашата држава. Нека му е вечна слава. Градоначалник, еве да ни кажете, на деноиве во Делчево има засилено присуство на полиција заради безбедносни причини. Еве да ни кажете, очекувате ли некакви провокации? Јас не очекувам провокации. Овие мерки кои што ги презема Министерството за внатрешни работи се нормални после настаните кои што се случија пред неколку дена во нашата држава. Верувам дека тоа е испровоцирано во некои странски сили со помош на луѓе и од соседните држави, така да ние како држава можеме да воспоставиме ред и мир. Тоа се гледа и на денешниот ден, дека празникот, чествувањето на Гоце Делчев поминува во најдобар ред и во Делчево и во останатите градови во државата. Каков е соживотот од двете страни на границата? Оние што ги прашавме бугари кои што влегуваа на граничниот премин велат дека доаѓаат на пазар и на забар. Така, ние сме два пријателски народи, македонскиот и бугарскиот народ. Имаме многу пријатели во Бугарија, бугарите имаат многу пријатели во Македонија. Сето она што се случува е заради високата политика, заради некои други цели, но велам ние како два различни народи и иако сме различни народи, сме пријателски настроени еден спрема друг и овде политиката која ги замеша прстите настануваат вакви проблеми кои што мислам дека во иднина ќе се решат. Инаку ние имаме посетители од Бугарија постојано овде, не само во пазарен ден, во сабота, него имаме сите денови и во нашите кафулиња, во ресторантите, на градскиот пазар, во бутиците и така натаму, каде што дел од таа економија се одржува во Делчево и од финанските средства од луѓето од Бугарија.